председавач, почитувана заменик генерален секретар на Обединетите нации, почитуван висок комесар, дами и господа. Дозволете ми најпрвин да ја изразам својата благодарност до високиот комесар за сеопфатната воведна изјава во однос на тековната ситуација со мигрантите, предизвиците потикнати од бројните конфликти кои резултираат во раселување од огромни размери и присилното движење на населението и пролонгираната хуманитарна криза која е во ек. Навистина ги цениме заложбите и напорите на УНХЦР и нивниот тим за исполнувањето на секојдневните задачи, многу често преземени во екстремно тешки услови, како и за активностите кои ги превземаат да им помогнеме на луѓето на кои што им е потребна меѓународна помош. Фактот што приближно 70,9 милиони луѓе се присилно раселени из светот, која впрочем е најголемата бројка до сега, е аларм кој што треба да ја мобилизира целата меѓународна заедница. Најновите статистики покажуваат дека половина од 25,9 милиони бегалци се луѓе помлади од 18 години, кои се особено ранливи и изложени на разни ризици, вклучително и на трговија со луѓе и разни други форми на експлоатација. Веруваме дека усвоениот глобален компакт за бегалци, како дел од меѓународниот режим на заштита, е особено важен за обезбедување на релевантната меѓународна помош за бегалците. Достигнувањето на клучните цели, утврдени во компактот, е обврска на целокупната меѓународна заедница. Во овој поглед, неопходно е да се зајакнат заедничките напори во поглед на споделувањето на бремето и одговорностите со земјите кои ги прифаќаат бегалците, со цел на бегалците да им се овозможи достоинствен живот и интеграција во општеството, како и со цел да се создадат услови за нивно безбедно, доброволно враќање во земјите на потекло. Во овој контекст, дозволете ми одново да ја истакнам посветеноста на Република Северна Македонија, која активно работи на имплементација на компактот. Дами и господа, говорејќи во контекст на високиот сегмент на извршниот комитет за бездржавјанство на УНХЦР, би сакал да ви информирам дека владата на Република Северна Македонија неодамна го усвои законот за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанството и го испрати во Собранието на одобрување. Покрај тоа што оваа прашање е ставено високо на агендата на УНХЦР и на актуелниот генерален секретар на Обединетите нации, исто така и приоритет на владата на Република Северна Македонија, како дел од акцискиот план за имплементација на целите за одржлив развој и исполнувањето на фундаменталното начело "Не оставај никој зад себе" од агендата 2030. Очекуваме денеска Собранието да ја ратификува Конвенцијата за бездржавјанство. Дозволете ми во оваа насока да ја истакнам континуираната поддршка која Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија ја добива во процесот на регистрација на лица кои не поседуваат документи, лица без државјанство и лица со признаен статус на бегалец, како и фактот што постапуваме соодветно со секоја засебно поднесено барање во рамки на постапката. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, УНХЦР и неколку невладини организации, во април оваа година отворивме јавен повик за сите нерегистрирани поединци да појдат во канцелариите за регистрација и да пополнат прашалник во кој ќе наведат основни податоци за себе и за нивната ситуација. Мобилните тимови работеа на терен, регистрираа поединци без документи, кои сега се дел од посебниот регистар на Канцеларија за регистрација на граѓани, имаат свој идентификацијски број.
Концептот едно општество за сите нема да го достигне замислениот успех ако дури само и едно лице во нашата земја е изоставено од институционална грижа и останало без граѓански идентитет. Во доба на живење кога секоја уличка може да се најде со помош на Google Maps, не смееме да дозволиме на луѓето да им недостасува тој еден документ кој што ги одвојува од другите, што истовремено им гоускратува пристапот до основната грижа и уважување на фундаменталните права. Би сакал да искористам оваа прилика да се заблагодарам на канцеларијата на УНХЦР во Република Северна Македонија за континуираната поддршка која добиваме во нашите национални напори кои ги засегаат бегалците и барателите на азил и особено за експертската помош и поддршка пружена на Министерството за внатрешни работи. Дозволете ми да заклучам така како што ја потенцирам важноста на меѓународната соработка и максимизирањето на напорите и ресурсите во одговорот на ситуацијата на бегалците која го зафати светот, вклучително и најранливите луѓе кои се во движење, жените и децата, жртви на трговија со луѓе и насилството врз основа на род и луѓето со попречености. Благодарам на вниманието.